Гледам една персона во оваа карта и оваа персона сака да ви се извини, да ви возврати за нешто кое што и сте имале во претходниот период или пак во минатото залагање околу оваа персона. Оваа персона ќе сака да ви возврати можност на подарок, со подарок, енергија да ви возврати љубов, еднаква како што и сте се давали, сте се залагале во незиниот енергетски дел. Оваа персона во претходниот период или пак во минатото е премногу благодарна на вас за тоа што вие сте се залагале за негова енергетска вредност, сте се дале во ваша љубовна енергија или пак сте му помогнале на оваа персона, сте и помогнале за да може да дојде во една реципрочна вредност, да разбере и свати во неговиот живот колку значи да се биде со животен или пак енергија да биде во емпатичност. Оваа персона е од вашата прошлост, оваа персона е во моментална енергија да биде во ваше залагање, да истражува за вас, да ве следи на социјалните мрежи, доколку нема комуникација, оваа персона ќе изнајде начин да ве контактира. Ова е ваш трет циклус, каде што оваа персона конечно сваќа и конечно ќе се одважи за еден ваш поклон, енергија каде што и оваа персона ќе биде во ваше доаѓање и во ваше залагање. Може би оваа персона е на дистанца од вас, може би сте на физичка или пак психичка дистанца, но оваа персона е од вашата прошлост, енергија прошлост, каде што истражува, ве следи, осознава за вас и вашата енергетика. Оваа персона има огромна надеж за дека ќе може да ви возврати со иста таква мера како што и вие сте се одважиле кон оваа персона. Оваа персона гаи емоции, надеж, моментална енергија да оваа персона биде во една захвална ситуација каде што и ве манифестира. Оваа персона, вие на оваа персона сте желба, неостварена желба, каде што и оваа персона ќе сака да се одважи кон вас, да ви дојде во енергија, да реципрочно дава и прима со вас. Оваа персона можно е да има некој доминантен хороскопски знак од воздух, земја и ватра. За оваа персона вие сте царица. Енергија да сте главна персона која што знае да негува и емоции, да се даде кога ќе треба, но и кога ќе ни треба да застане на патот во некоја енергетика, на негување, на незина интуитивност. Оваа персона ве доживува како интуитивна енергија, убава персона, срдачна, која што е пожртвувана. За некој од вас ќе значи дека вие сте мајка, дека вие сте остварени како родител, а пак за други од вас ќе значи дека оваа персона ве доживува во таа енергија и на таков начин ќе сака да се одважи да станете негова сопруга или пак да бидете во енергија да се грижите и чувате за неговите деца. Оваа персона сака да ви понуди нова енергија, да влизете во нова соживотна енергија или пак да направите една нова суштинска релација, да ви понуди една реципрочност во нова енергија, во нов облик за ново доживување на оваа персона, како што и вие во изминатиот период сте се залагале за некоја од овие варијанти кои што до сега тарот картите ги кажуваат. Оваа персона може да е во воден елемент, да е срчана персона, да е таткова персона, изградена како доминантен татко или пак да е изградена персона во донесување негови важни, битни одлуки во неговите фамилиарни вредности. Оваа персона има енергија на сочувство кон вас, сака да ви возврати со цело негово срце, со сите негови емоции, како што и се осеќа дека вие сте му помогнале во
минатото на оваа персона. За некој од вас ќе значи дека немате комуникација со оваа персона и затоа сте во неговите мисли, во неговата енергија, а пак за други од вас ќе значи дека оваа персона гаи едни емоции кои што во претходниот период не сте можеле да ги идентификувате или да ги детектирате како енергија да бидете во заедница, енергија да бидете во искажување на голема енергетска љубовна вредност. Оваа персона за вас присакува, премислува енергија, има сочувство за вас и за оваа персона вие сте тајна желба, таа ве носи одамна во неговото срце. За други пак од вас ќе значи дека вие сте буквално најинтуитивната персона за оваа персона која што е во ваша енергија. За оваа персона вие сте една судбинска, но и притаена желба која што и треба да се исполни во некој зададен момент. Може би со оваа персона сте имале релација во изминатиот период или пак во минатото, како енергија да сте биле во тајна врска, во тајно енергетско ниво, да сте се осеќале во тајност и сега оваа персона ве доживува и знае дека сте најголемата интуитивна енергија, затоа што и сте осеќале и сте се давале во прав енергетски момент за оваа персона. Оваа персона гаи енергии да и некоја друга персона која што му попречувала на патот, вие сте се дале во момент да решите некоја негова загадка во неговиот енергетски или пак љубовен живот, да оваа персона била со персона која што е само на материјалната страна, која што влечела материјалност од оваа персона и која оваа персона, ваша персона, се давала во енергија на материјалност за друга персона која што и е негова кармична лекција. Ајде да видиме што друго сака да кажат. Оваа персона ќе сака да ви понуди нешто стабилно, да ви дари стабилно, да ви дари енергија на стабилитет, енергија на еднакво давање и примање, дали било во љубов, во материјално. Оваа персона сака да ви подари стабилност во секаков можен облик. Оваа персона ќе сака да се искупи кон вас, значи да ви се заблагодари за некоја енергија која што сте му ја подариле, која што сте ја донеле во ваша надлежна енергија, да сте биле во моментална енергетска вредност. Оваа персона ќе сака да ви понуди една нова енергичност, да ви понуди едно огромно излагање со комуникација. Оваа персона сака да комуницира со вас, доколку е блокирана од ваша страна. Оваа персона ќе најде начин да ви сконтактира и да ви понуди една нова врска каде што и ќе биде во заблагодарување и ќе комуницира, ќе открие негови тајни кои што ги има длабоко во неговиот енергетски код, дали било на љубовно енергетско ниво, дали било на материјално или пак дали било во енергија да прикрива некоја персона која што и не била во ваша надлежност, но вашата интуиција го застанала на патот. Значи, енергијата, вашата интуиција застанала на патот на оваа персона, каде што и доаѓате во можност да му помогнете, да му дадете поддршка, почит, енергија, да сте се дале во оваа љубовна врска во минатото и оваа персона сега ќе сака да контактира со вас. Енергија да биде во благодарност. Оваа персона ќе донесе брза одлука, ќе дојде страствено кон вас, ќе дојде со енергија да ви сконтактира, да ви понуди страсти и емоции, да ви каже колку е во енергија да сето она што сте го изгубиле со оваа персона и пак оваа персона не го дала кон вас, да дојде и да ви го овозможи сето ова енергетско во енергетска љубов, каде што и заедно ќе градите една иднина. Гледувајте го ова читање, многу добро читање.